Не гледај ја попреченоста, почитувај ја личноста. Најчестите бариери со кои се соочуваат лицата со попреченост се ставовите на луѓето кои се вкоренети во предрасудите и дезинформациите во однос на нивните можности, способности и права. Спорт. Не знаеа моите во што да ме запишат да тренирам. И пливањето го одбраа како многу убав спорт кој би ми помогнал и во движењето и во развитокот на мускулите. Пораздвижен сум, повеќе можам да се движам, да функционирам. Да играм шах започнав на помала возраст. Прво со татко ми и со брат ми, но во 4-то одделение татко ми ме запише на шах и од тогаш тренирам и се занимавам по-професионално. Би ги издвоил 3-то место на светското првенство за лица со попреченост и 1-то место на надпреварувањето во општина помеѓу ученици од 6 до 9 одделение. Сега ќе бидам прва година средно и се запишав во Корчагин. Имам патувано во Охрид, имам патувано во Битола, имам патувано и надвор Македонија, во Србија, во Грција. Па јас учам и од постарата и од поновата генерација. Од поновата генерација би го издвоил Магнус Карлсен, кој што е последниве 10 години најдобар скакист во светот, но учам и од постарите. Од постарите би ги издвоил Боби Фишер, Гари Каспаров, Михаил Талј, Капабланка. Во иднина да станам велемајстор, тоа е најголемата титула која што може еден шаковски играч да достигне. И се надевам дека во иднина ќе бидам најдобар играч во Македонија, барем, ако не и во светот. Иако имам попреченост, јас сум рамноправен. Брак и семејство. Јас сум лице кој што боледува од церебрална парализа од моето раѓање и церебралната парализа самата по себе донесе физичка попреченост и јас за да можам самостојно да се движам користам ортопедско помагало одалка. Тоа го користам кога се движам надвор, во домот не ми е потребна одалката. Со мојот сопруг се запознавме сосема случајно. Тогаш бев на студии по дефектологија, тоа беше далечната 98 година. Ние сме сега веќе во брак 15 години, од тогаш па до денес прво другарувавме, па ете, во 2009 година стапивме во брак. Стереотипите кои што постојат во нашето општество по однос на тоа дали лицата со попреченост треба и можат да станат родители, тотално се погрешни. Значи лицата со попреченост не само што треба и можат да станат родители, тие се подеднакво исти родители како и сите останати родители. Се случи да станам мајка, се реализирав и како сопруга, пошто имам комплетно семејство со мојот сопруг заедно. Значи во текот на бременоста чувствуваш други стравови, како и како секоја мајка, дали се ќе биде во ред додека трае бременоста, дали се ќе биде во ред, дали ќе можам да ја завршам и таа мисија успешно до крај, дали ќе родам здраво, живо бебе. Тоа е првата загриженост, ама тоа е загриженост на сите мајки. Детето никогаш не ја перцепира попреченоста онака како што ја перцепира општеството. Ти си за него неговата мајка, неговиот татко, значи најубава на свет, како да кажам, значи не постои веќе препрека во начинот на функционирањето. Дури игрите кои што сме ги играле, значи како мал, иако се разликуваат по нешто од игрите кои што ги игра со неговите врсници, со моите родители, со родителите на сопругот, со братучедите, сепак тоа е значајното заради тоа што јас сум тука во играта. Значи играта е игра со мене, не ја игра со некој друг. Клучот за успешност на секое поле, барем за мене, било тоа што јас на време и на соодветен начин сум ја прифатила мојата попреченост онаква каква што е. Мојата попреченост не сум ја направила недостаток да биде моја мана, туку сум ја претворила во моја доблест. Долги години наназад сум поборник за правата на лицата со попреченост и од приватен и од професионален
аспект, заради тоа што по вокација сум дипломиран дефектолог, значи и вработена сум во Фондот за здравствено осигурување на позицијата советник на генералните директори на Фондот за здравствено осигурување, баш за ортопедските помагала. Сите ние сме исто човечки битија, кои што како социјални битија имаме способности, можности, квалитети и квалификации како и сите останати. Единственото што ни е потребно да се создадени условите за наше најголемо функционирање. Култура. Да се биде заедно со својот идол, тоа е наубаво нешто што може да му се случи на секој од нас. Во тој миг сте многу срегни затоа што знаете дека Бог вија има исполнето единствената желба што сте ја имале во мислите си, велите: Боже мој, овој момент нека потрае што е можно подолго. Кога станува збор за своите обожаватели, тој воопшто не се штедеше. Ја даваше љубовта како само тој знае и умее. Секогаш беше тука за сите, можеше секој да дојде до него, да го прегрне и бакне како тој самиот знаеше да каже: Јас и моите обожаватели дичеме како едно. Јас сум Славица Петковска и сум родена во Кратово. Сум писател на едно прекрасно дело. Се вика Бесконечна љубов за Тоша. Немам образование, тоа што сум го научила од мојата мајка. И се јавив на мојата рецензентка и кажав за мојата идеја и за мојата љубов кон Тоше. Сакав да го напишам на тоа на хартија. Таа ме поддржа и еве денес сум среќна со мојата книга. Промоцијата на книгата беше претходната година. Имаше многу луѓе што ме поддржаа. Беа моја поддршка, што тоа ми даде уште поголема мотивација да продолжам да пишувам. И еве сега моментално сум при крај со мојата втора книга, која ќе се вика Мојот променет живот. Образование. Моето образование најпрвин го започна во основно образование во редовно училиште Браќа Биладиновци во Куманово. Потоа средно образование заврши во Димитар Влахов, училиште за деца со оштетен вид, насока физиотерапевски техничар. Високото образование го завршив на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, каде што имам завршени постдипломски студии, односно мастер студии. Моето образование течеше најнормално, со тоа што на почетокот јас немав соодветна литература за учење. Моите дома доста ми помага и ми ги скенираа материјалите и ја подоцна ги читав со читачот за екран кој што и ден денеска го користам и во работниот процес, но и во секојдневниот живот. Материјалите ги запишував на Брајово писмо и така учев цело време до завршувањето на моите постдипломски студии. Вработен сум во општина Куманово, во правниот сектор, според соодветното образование кое што го имам завршено како помлад соработник за општински недвижен имот. Поминав политичко образование, односно школа за политичко образование при председателскиот центар.
Активен сум во Државната изборна комисија како сертифициран обучувач од страна на Државната изборна комисија. Кога има изборен процес, јас сум ангажиран како обучувач со тоа што држиме обуки на избирачките одбори. Јас се чувствувам поуспешен и рамноправен со другите и планирам и понатаму да продолжам со исто темпо и да се надоградувам. Вработување. Оваа видео е подготвено од страна на Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива во рамките на проектот Не гледаја попреченоста, почитуваја личноста, поддржан од програмата за дигитален активизам на TechSoup Global.